Центар за згрижување на луѓе со Прадер-Вили синдром во Македонија ќе има наскоро, но нема да биде во Бирово. По историјата на Алф, министерот за здравство вели дека ги послушале сугестиите од родителите, кои барале поблиска локација. Сепак, конкретни планови кога и каде ќе биде изграден нема. Во многу наврати до сега тие дечиња биле лекувани во странство. Меѓутоа ние најдовме еден соодветен објект во општината Берово. Ги информиравме и родителите, дел од нив за жал во тој момент не се согласува тоа да биде во општина Берово. Побаравме и најдовме и други локации, ќе ги известиме и во најкратко време ќе започнеме со адаптација на било кој од просторите кои заеднички сметаме дека може да служи добро за оваа намена. Државата преку детската клиника ги плаќа двете негователки за Ема Костовска, 20 годишна девојка со Прадер-Вили синдром од Скопје. Незината мајка вели дека ова не е доволно и бара има да биде згрижена во некој од клиниките или пак да биде пратена на лекување во странство. Побарав лично од министерот каде знае дали државна клиника, дали приватна во државата да ја прими. Бидејќи ни една клиника не се оdzва да ја прими, барам да се врати детето назад. Како ќе ја примат кога јас бев на индо за возрастни, тие ми дадоа мене конзилијарно мислење и одлучивме дека ова ни е прво дете, нема тука што да му правиме да се врати назад во центарот во Германија. Иако мајката е незадоволна, Ема има повеќе од другите со ваков синдром. За нив воопшто и не се обезбедени негователки. Но од Министерството велат дека за останатите немало потреба за ваква помош, бидејќи нивната состојба не е толку сериозна. Прадер-Вили е синдром кој предизвикува непрекината глад која не може да се контролира, што резултира со екстремна телесна тежина, но меѓу последиците се и намалена интелектуална способност, отежнат говор, проблеми со дишењето и однесувањето.